Да, тоа само тоа. Ова да надали. Можеме да почнеме? Може. Почитувани, добар ден. Да ве поздравам сите што сте присутни на овој прес. Денес се обраќам пред сите вас во моменти кои што не се лесни за мене, ниту за мене лично, ниту за клубот кој што сите го сакаме. По неуспехот да се остварат зацртаните спортски цели, сметав дека морален чин е да понудам мојата оставка од функција извршен директор на ФК Пелистер. Истовремено чувствувам и одговорност и обврска точно и транспарентно да информирам јавноста, особено по бројните шпекулации кои што во изминатиот период беа пласирани на социјалните мрежи. Имено, фудбалскиот клуб Пелистер по превземањето од приватните сопственици во 2021 година беше со долг приближно 250.000 евра. Долг кој што во годините полека се враќаше преку склучени договори со доверители и така натаму, за во 2026 година да го донесиме тој долг негде не повеќе од 20.000 евра. Вклучително и доспеаните обврски кои што ги имаме кон превозниците, кон ресторанот кој што го имаме на тендер каде што се хранат и играчите, и кон неисплатените карантини од претходната година. Сакам да кажам дека кога дојдовме ние како управа во 2025 година, точно на 19.6.2025 беше одржано собранието, во клубот имаше 7 регистрирани играчи. Од тие 7 регистрирани играчи, еден беше Мирко, 2 беа голмани и другите беа сите младинци. По формирањето на управниот одбор. Извинете, сакате прашавте нешто или? Не, можам да продолжам? Погласно? Добро. Успеавме да го стабилизираме секојдневното функционирање на тимот и паралелно да започнеме процеси кои што навистина беа запоставени со години. Ова не го кажувам за да го оправдам спортскиот резултат, туку го кажувам како факт. Прво што направивме е финансиска ревизија. Истата таа финансиска ревизија ја направивме и на почетокот на оваа година. Ја имам тука со мене и 2024 и 2025 година од независен финансиски ревизор кој што е избран на тендер. Во ревизијата ревизорот вели: според наше мислење, финалните извештаја прикажуваат реално и објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на ФК Пелистер Битола на ден 31 декември 2025 во согласно со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и правилникот за клупско регистрирање на финансиски одржливост и учество за клупски надпреварување во организација на УЕФА. Исто вели, во текот на 2025 година ФК Пелистер АД Битола работеше во согласно со утврдените стратешки годишни цели на друштвото, како и утврдената деловна политика. Уште еднаш го кажав ова, уште еднаш јавно пред сите и одговорно повторувам дека ни еден член од управниот одбор на ФК Пелистер не земал, ниту зема
на доместок од клубот по ниедна основа. Сите активности и ангажмани што сме ги правеле биле исклучиво волонтерски и со желба Пелистер да се движи во вистинска насока. Средствата кои што беа обезбедени беа потрошени со цел на правење на стабилни темели за иднината на клубот. Иако спортскиот резултат не е оној што го посакуваме, сметам дека е важно јавноста да биде запознаена и со работите кои што ги направивме надвор од теренот во изминатата година. Значи, по цели 80 години постојање, успеавме да го заштитиме брендот на ФК Пелистер, тоа е името, грбот и така натаму, кој што не беше заштитен, и препознатливата зелена боја исто така. Организиравме достоинствена прослава по повод 80 години постојање, значи го донесовме романскиот гигант Динамо Букуреш, настан кој предизвика интерес кај огромен интерес. Истиот беше пренесуван директно на македонската телевизија. Сите млади играчи кои што беа во клубот, а беа дојдени од било какви други клубови, школи и така натаму, успеавме да платиме тренинг компензација и да бидат 100% играчи на Пелистер. За прв пат клубот успеа да продаде над 300 официјални дресови, што мислам дека представува рекорд во историјата на ФК Пелистер. Не знам, Чичко Пеца е тука, можда ќе каже дека не е така. Изработивме нова, модерна веб страна, која што ги следи современите стандарди. Во тек е изработка на фаншоп, направени се избор на нови дресови, склучен е договор за нарачка на 500 нови дресови, 300 печатени мајци, 100 везани мајци, како и повеќе видови сувенири и навивачки реквизити. Воведовме систем за електронска наплата на влезници, софтвер за годишна членарина, кој што се уште не го пуштивме во оптек, требаше сега да стартува. Организиравме зимски припреми, карантини пред секој гостински надпревар, можност за плаќање на членарина директно на сметка, што мислам дека со тоа поставивме некои темели за помодерен и поорганизиран клуб. Исто така, започнавме преговори и донесовме одлука за формирање на женска екипа на ФК Пелистер, која што треба да се надпреварува од 2026-2027 во една од женските лиги на ФФ. ФК Пелистер според мене е многу поголем од еден човек, поголем од секој директор, председател, тренер, фудбалер. Пелистер бил тука и пред нас, ќе биде и после нас. Ние можеби не успеавме да го постигнеме посакуваниот спортски резултат, меѓутоа оставивме за нас клуб со поставени темели, со заштитен идентитет, со нови системи и проекти кои што можат да продолжат да се развиваат. Сакам јавно да му се заблагодарам на сите кои работеа честно и искрено за доброто на клубот, на навивачите кои што беа со нас и во добро и во лошо, на сите кои веруваат дека Пелистер повторно ќе биде онаму каде што му е местото. Исто така сакам да додадам дека преговаравме и успеавме да договориме два спонзори кои што ќе инвестираат во клубот. Не се големи пари, меѓутоа за нас се. Еден од нив требаше да има промоција на 12 јуни, меѓутоа најверојатно ќе се одложи. Спонзор кој што ќе вложи во функционирањето на младинската школа, значи исклучиво во младинската школа. И еден спонзор, фирма од градот, кој што почнува да вложува месечно во клубот. Ете, можеме фирмата да кажам, Киродандар. Исто така, преговаравме со потенцијални други спонзори кои што сакаат да го купат клубот
Меѓутоа сега после испаѓањето во втора лига се уште ги немаме контактирано и не знам дали ќе останат на тоа што го ветија, така да за нив нема ништо да кажам сега. Исто така сакам да кажам дека на вештачкото игралиштето со вештачка трева во соработка со општината започнавме преговори за промена на тревата и правење на уште едно помошно игралиште во близина на стадионот. И еве од ова место сакам да им порачам на тие кои што ќе не наследат да ако може да ја продолжат таа активност, затоа што тоа ќе видат големо значење за сите фудбалски школи во градот. Ви благодарам на сите присутни. Сега ќе му дам малку збор на Секуловски Маријан, координатор на школата на Пелистер, да кажи за успесите на школата. Ние иако немавме успеси спортски успеси во првиот тим, школата има успеси и тоа какви. Еве денес играте едно, утре уште едно финале, играја финале во куп и така натаму, така да збор му предавам на Маријан, а после ако имате за прашања некој може слободно. Може Да. Добар ден на сите. Поздрав на сите присутни. Денес ова пресконференција требаше да биде поубав повод. Ама за жал на сите поводот не е баш добар. Надежта последно умира. Значи јас искрено се надевам оти постојат механизми дека Пелистер и следната сезона ќе игра во прва лига. Да видиме следниот период што ќе покаже. Се надевам зашто местото на Пелистер во прва лига и нигде на друго место. Да се надоврзам на председателот. Јас во Пелистер сум почнал 1980 година. Како дете, 7 годишно. Сум играл во Пелистер. Сум играл во други клубови во Македонија. Сум почнал како тренер во Пелистер 2001 година. Во школата. Со 15 годишни деца. Сум го водел Пелистер, сениорската екипа, 6 пати. Сум работел со многу играчи, многу тренери. Ова наискрено кажам. Од 1 јули 2025 година поставен сум за координатор на пионерско-младинската фудбалска школа на ФК Пелистер. Овие услови кои што ги има Пелистер сега, во овој момент, Пелистер никогаш ги нема. Јас имам кажано на председател, значи јас председателот прв пат го запознав лично, мислам неге 25-26 јуни лани. Ваков човек со Борина ќе го бараме, ама нема да го најде. Значи човек господин, човек максимално посветен на задачите, човек кој што ќе се стори за еден месец, една година, мене како координатор на школата никогаш ми немаше речено не. За било шо да сум побарал од него. Во последните 2 месеци бев назначен
за шеф на стручен штаб привремен, со договор од 2 месеци. Реално денес мене ми истекуваше договорот што го потпишав со Пелистер како шеф на стручен штаб. Од морални причини заедно сите поднесовме оставка после надпреварот во неделата. Во овие 2 месеци пак зборам за председателот на клубот За цел управа. и цел управен одбор. Се што му беше побара од наша страна, се беше овозможено. Сакам ова прилика да му се заблагодарам на сите луѓе кои што беа во неделата во Ковадарци. Сакам да му се извинам по моје име, во име на играчите, во име на клубот. Да му се извинам затоа што не успеавме во бараж на преварот да го ставиме клубот во прва лига. Она количество на радост после нашиот гол во 97 минута може да го донеси само фудбал. Може да го донеси само љубовта кон Пелистер. Само љубовта кон градот. Она количество на тага после надпреварот може да го донеси само љубовта кон Пелистер, кон клубот, кон градот. Јас сум последниот што треба да седи овде и да се извини за нешто. Ама еве пак, во моје име, во име на играчите, стручниот штаб, управниот одбор, јас му се извинувам на сите. Пелистер бил 45-та година формира. 80 години славеше. Пелистер ќе биди. Дали сме ние тук? Дали ние не сме тук? Пелистер е граден од многу генерации. И сакам да ве замолам сите личните борби, личните фрустрации, личните моменти да си ги решавате лично. Да не ги решавате на грбот на Пелистер. Оти ова име, овај клуб то не го заслужува. Јас можам да зборам за мојот период 2 месеци како тренер на Пелистер. 9 надпревари. 5 победи, 3 нерешени, 1 пораз, 18 бода. 2 бода по надпревар. Ако тоа го присликаме во 33 надпревари, тоа се 66 бода. Тоа е борба за Европа. Тоа е борба за Европа, луѓе. Табелата во тие 9 кола. Вардар 25 бода, Пелистер 18 бода, Шкендија 17 бода. Пелистер не заслужи да испадне. Ама реалноста е таја. Не можеме да смениме. Можеме да излечиме поуки и од тие поуки да испаднеме уште посилни, да ги исправиме грешките кои што биле направени во претходниот период. А грешки во Пелистер се правени, јас колку што памтам,
Еве, пак ви викам од 80 навам. Ова пресконференција, јас ја сваќам како обид за консолидација и како обид клубот да продолжи по патот по кој што е зацртан. Се ова што го рече председателот во неговото излагање, значи све е точно. Продолжувам со школата. 350 деца се во школата на Пелистер во овој момент. На тие деца му требаат услови за работа. Услови за работа се постигнуваат на овој начин, се го рече. Промена на тревата, ново игралиште измеѓу салата и ќумурното, мало игралиште тука пред. Тоа е во овој момент што може да се направи. Има планови за понатаму. Во овој период, младинската и кадетската екипа на Пелистер од 11 јануари до ден денес се слеква таму, во гостинската солекувална. Се потрудивме на децата кои се најблиску до прва екипа да го возможиме услови, да видат како е таму, каде што треба да бидат, ако се како што треба да бидат. По моето прво враќање како координатор на школата, јас реков и стојам за тоа. На Пелистер му се потребни фудбалери. Инстант резултати може да направи секогаш. Фудбалери се формираат низ процес и низ работа. Јас сум убеден дека во следните неколку години школата на Пелистер секој лето, секоја зима ќе промовира по неколку деца во прва екипа. Околу ова што спомна председател, сакам сите ние да му посакаме среќа денес на генерацијата помлади пионери, кој што во 16:30 игра финале на Куп на Македонија во Скопје. Сакам да му посакаме среќа на генерацијата 2008, која што утре со почеток во 10 сатот игра финале на Куп на Република Македонија во Скопје. Со поддршка на председателот на клубот и управниот одбор. На децата од генерација 2008 му е возможено, бидејќи играт во 10 сат утре са вајле во Скопје, вечерва денес да тргнат во 4 сатот, да преспијат во хотел Континентал, за утре да можат да го дадат својот максимум. Се што сме правили и се што ќе правиме, сме правиле во интерес на Пелистер. Зборам во мое лично име. Зборам за периодот од 1 јули како координатор на школата и зборам за периодот од 25 март до 31 мај како шеф на стручен штаб на сениорската екипа на ФК Пелистер. Многу ми е тешко, ви кажувам наискрено. Кога се нафатив
Знам дека и сите вие тука што сте го сакате Пелистер. Пелистер беше на 11-та позиција, само Шкупи беше под нас. Пред нас беа и Ѓорче и Работнички. Никој од вас не верваше дека ќе стигнеме до 90 минути за обстанок. Сите го прежалија Пелистер. Се организиравме, се мотивиравме, работевме, чутевме, се трудевме. Стигнавме до шанса за обстанок. Не успеа. Не успеавме. Ја презедовме одговорност. Затоа што било пред јас да дојдам, слободно можете да ги контактирате тие што биле пред мене и да ги прашате за нивниот период, кога работеле тука. Јас само ќе ви кажам неколку податоци. Капинковски, 9 надпревари, 2 победи, 1 нерешена, 6 порази, бодови 7. Милан Стојановски, 15 надпревари, 3 победи, 6 нерешени, 6 порази, бодови 15. Маријан Секуловски, 9 надпревари, 5 победи, 3 нерешени, пораз 1, бодови 18. 11-та позиција, пред јас да дојдам. 8-та позиција на крајот сезона. 2-та позиција во периодот кога јас бев тренер. Се мислев дали ова да го кажам. Ама ќе го кажам. Оти секогаш сум ќутел и секогаш плукањето било по мене. Пелистер го немам јас начекано да го земам во ситуација на средени работи. Секогаш сум влегвал со срце, со љубов, да му помогнам на Пелистер. Влегов и сега. Не успеа. Преземам одговорност. Ама пак ви викам, ги очекувам прашањата од сите. Нема да дозволам, дури сум јас во Пелистер, а договор за координатор на школата ми е до 2028. 30 јуни 2028. Нема да дозволам некој да го валка името на Пелистер. А Пелистер бил и ќе биде. Толку во момент. Понатаму оставам на вас. Ако имате прашања некој, јас имам некои прашања. Чекам. Кембарите. Ако сакате, можам да ја прочитам нив, па одговараме или нешто друго, ако прво. Не, ајде вака да завршиме првенствено. Ајде, после вака може и предолго да трае. Добро, не. Повеле. Ајде јас да почнам прашање за Мане, за тренерот. Евидентно е дека имаме талентирана школа, дека имаме многу фудбалери кои што продефилира во првата екипа. Дали сега со испагањето постои ризик некои од тие фудбалери да ги загубиме? Дали тој процес треба да продолжи? Каква е фактичката ситуација со младите фудбалери? Значи јас пак викам, надежта последно умира. Јас се надевам дека пошто една наша соседна држава која што игра европско првенство и сега ќе игра светско првенство, имаше исто одлука за намалување на лигата. Па таа одлука ја пролонгира. Јас се надевам дека ќе се собери доблест и Пелистер
ќе остане во прва лига. Околу прашањето. Сето тоа е индивидуално. Значи, прашањето е дали некој од децата, ако клубот е во втора лига, ќе го напушти клубот. Сето тоа е индивидуално. Какви се нивните договори? Дали Околу нивните договори, значи, со председателот. Значи, јас сум тренер. Школата нема право да потпишува договори, пошто децата се малолетни. Така да, околу тие прашања, значи ќе ги одговори председателот. Јас мислам дека Инаку, што малце? Инаку, процесот во школата, значи мора да продолжи. Процесот во школата продолжувал кога Пелистер немал струја, вода и ти реков ми рече. А сега во моментот, кога ги има овие услови, мора да продолжи. И ние сакале или не тиме, или не ќеле, значи секоја година од школата на Пелистер ти излегват деца. Проблемот кој е во Пелистер? Зборам пак околу школата и сениорската екипа. Сите вие кои што го познавате фудбалот, можете да се сетите на некој времење кога Пелистер имаше многу деца од Битола, кога Новаци 90% беше играчи од Пелистер, кога 15 најмалци играчи од Битола играја низ клубовите во Македонија и кога 5 до 10 беа интернационалци. Дали ја знаете состојбата сега? Да ви ја кажам состојбата сега која е? Да. Во овој момент, во прва лига во Македонија, има 5 битолчани во други клубови, освен во Пелистер и во Новаци. Новаци е пак 90% играчи кои што потекнуваат од школата на Пелистер. Значи, Битола, работата во изминатите години во школата на Пелистер е сведена на 5 играчи кои што се во други клубови. Знаете колку од нив играат како првотимци? Еден. Другите се резерви во клубовите кај што се моментално. Значи овде генерации се испустени. Цели генерации има каде што нема поќе играчи. Значи јас да ви кажам дека во Пелистер моментално од 25 до 30 години има 20 битолчани. Кај се други? Дозволете да го допълня. Не, почекај, после, полека. Што кажувате? Чекај бре, полека. Има нетрпение кон кадрите, кон играчите? Полека, да му одговорам. Школата? Па полека се ти реков. Значи да му одговорам на колегата твој. Па после вас ќе ви одговорам. Муаветот ми е дека после долго време школата застанува на здрави носи. И школата ќе вади деца како за прва екипа, така е веќе речам и за Новаци, така ќе речам и за клубови во Македонија и за странство. Проблемот е што ние како град си ги трошиме луѓето. Си ги трошиме луѓето кои што можат да придонесат за фудбалот во Битола. Повелем. Може ли? Во вашиот говор пред малку споменавте дека правиме како град и како љубители на ФК Пелистер, па и луѓето кои што се директно вклучени, дека правиме многу грешки од 80-тите години од минатиот век наваму, од 80-та наваму.
Заслужува ли Битола, кога ги прави и ги повторува грешките, да има фудбалски професионален клуб кој што и го финансира, настрана школата? Значи, јас не знам колку е вашето познавање за фудбалот. Значи, ако Битола не заслужува професионален клуб, не знам зошто седите тука. Ако не заслужува Битола професионален клуб, вие нема да бидевте тука. Ако ние не знаеме да го работиме фудбалскиот клуб, очигледно не заслужуваме да го имаме. Тоа е водечката Значи, мисла. работењето на фудбалски клуб е процес. Во процесот се случуваат грешки. Од грешките треба да се земи поука и тие грешки да не се повторуваат. Мислам дека се сваќам. Да. Дозволете прашање до председателот. Дивна Гарданова, Краџовска, од телевизија Тера. Во изминатите денови, особено од моментот кога фудбалскиот клуб, кога ја најавивте оваа пресконференција, ја ги отворивме социјалните мрежи за прашања на граѓаните, па ќе ви поставам неколку прашања кои што доаѓаат од нив. Дали гледате одговорност кај техничкиот директор Сашо Здравевски, кој патем беше директор и со претходната гарнитура, и дали и тој е од тие кои што поднесе оставка после надпреварот во неделата во Кавадарци? Одговорноста ја превзедовме сите ние и во објавата која што ја напишавме по завршувањето на тој надпревар во Кавадарци може да се види дека вклучително и техничкиот дел, уствари техничкиот директор исто така си превзеде одговорност. Ја поднесе оставката. И од градоначалникот е прифатена. Од градоначалникот се прифатени сите оставки, мојата и неговата и на цел управен одбор и на стручниот штаб на сите. По дискусијата за тоа колку пари се трошат и како на луѓе кои што се настрана од фудбалерите, следува прашањето колку луѓе се на платен список во ФК Пелистер настрана од фудбалерите и тренерите во клубот и школата. Според пресметкава која што се правеше на нашиве социјални мрежи од граѓаните, околу 30 фудбалери и околу 20 тренери, што значи уште 16 луѓе на платен список, а никој не знае каде се. Веќе. Дукас. Значи вака, 16 не знам дали се, меѓутоа ако сакате можеме и да ги изброиме. Тие се луѓе, како на пример, техничкиот директор, секретарот на клубот, одговорниот за комет во школата, доктори, масери, економ, хигиеничари, луѓе кои што помагаат за организација на надпревар, тоест бележат терен, местат мрежи и така натаму. Луѓе кои што се задолжени за фотографирање под парол на клубот, координатор на младинска школа. И тие се и ги заборавив, имаме двајца хигиеничари кои што после секој тренинг и после секој надпревар чистат во совлекувалните. Исто така економот го кажав додешо, да, тие доктори, масери. Може јас да сме довршен? Значи, кога што гледам во таа бројка на луѓе што се споменува, е вклучена и школата. 16 плюс? Не се 16, поќе се. Колку? 21. Знаете зашто? Зашто Пелистер, како школа, има 15 генерации. Треба некој да работи со тие генерации? Не, таа вели, тие што не се. Не, ша се спомнува. Не, тие што не се тренери. Ќе ве замолам, Тие што не се тренери. председателот досегашен. Денеска споменавте спонзори, го откривте Киро Дандарот, на една предходна ваква пресконференција имавте изјава дека се трошат пари од одговорни фирми, со оглед на тоа дека Пелистер јавноста има впечаток или се имаат сознание дека нема случајно спонзорски договори со ниту една фирма. Може ли да откриете
повеќе од фирмите кои што се општествено одговорни, а придонесуваат? Можам да откриам дел, затоа што со дел имаме случајно договори, со дел имаме случајно договори кои што не сакаат да бидат во јавност. Слободно можам да кажам дека во 2025-та, во 2026 година од општина Битола клубот има добиено вкупно 34 милиони денари. Од тие 34 милиони денари, 11,5 милиони денари се потрошени за претходни плаќања за претходни сезони. Од овие пари. Има од спонзорство добиено 23 милиони 196.100 денари. Тие се пари кои што управниот одбор заедно со општина Битола ги има донесено во клубот во вид на спонзорство. Ќе повторам, 34 милиони општина Битола, 23 милиони 196.100 спонзорски договори со фирми. Јас спомнав Киродан Дарот, да, можам да спомнам тука Минт, Интегра, Премиум пиво, исто така Симпекс, кој што не ни даде средства, меѓутоа клубот беше должник и Симпекс ни го како се вика тоа, не знам, ни го опрости долгот и ние го водиме нормално како спонзор. Имате ли договори со овие назадовите на општина Битола? Со Јома имаме. Меѓутоа Јома не е спонзорски договор имаме. Јома ни дава гратис опрема за првиот тим. Таков договор имаме. Со продукција Зага исто така имаме договор кој што не е во финансиски да речам, туку еве дали горе тука може да кажи, значи се она што ни треба нас во врска со фотографирање на играчи, со презентација на нова опрема и така натаму, Зага продукција го прави бесплатно, не знам кој е друг тука. Минт го кажав, Графопром исто така ни е дел од спонзор, еден вид, каде што сите печатења на мајци, на опрема, дресови и така натаму ни ги прават бесплатно. Во јавноста исто така има и некакви гласини, ќе коригирате вие доколку не е тоа точно. Вели дали е вистина дека клубот има измислена функција втор координатор за близок роднина на советник во општината и истиот вработен во РЕК. Има ли втор координатор? Втор координатор не е тоа втор координатор. Ве молам, нека одговори председателот. Тоа не е втор координатор, туку школата е делена како на два различни дела, значи едниот дел е оние деца кои што не се надпреваруваат и оној дел кој што се надпреваруваат во Супер лига, во детска Супер лига, тоа се помлади пионери, кадети и младинци, кои што морам да нагласам не плаќаат членарина. Значи, членарина плаќаат оние деца кои што се од 2017, мислам, така, ма не? Членарина? До 2011. Супер лига. Зато викам јас да му објаснам. И има дел кој што тој координатор, тој беше затекнат и кога бевме ние тука. И по назначувањето на Секуловски Маријан за координатор на школата му дадовме одврзани раце, исто како што му дадовме на Капинковски, Пејановски, да си направи тим. И еве го тука може да кажи, му рековме кој сакаш може да остани, кој сакаш може да си оди. Одлуката за кој ќе бидат тренери во младинска школа, кој ќе бидат тренери во прв тим, кои играчи и така натаму, спортскиот дел ја оставивме на координаторите и на шефовите на стручен штаб. Дали е точно дека техничкиот директор, кого јавноста често го нарекува вечен директор, вршил притисок врз тренерите, неговиот син да добива поголема минутажа и настапи и дали поради несогласување со тренерите,
дошло до конфликти што отвораат сомнежи дека одредени играчи биле користени за саботирање на резултатите на клубот. До мене таква информација нема, меѓутоа сепак тоа прашање мислам дека треба да му се постави нив лично на техничкиот директор кој што не е сега тука и на играчите. Мирко е тука, може да каже слободно тоа дали имало некоја таква работа. Сте имале ли притисоци во суштина овој момент тука сега како прашање? Заради моќта што ја поседува? Со функцијата? Како технички директор се знаете како малку ние ги мешаме некои работи тука според статутот. Според статутот ФК Пелистер според акционерско друштво АДА ФК Пелистер треба да има 9 членови во управен одбор. Сега тие не се викаат членови на во управен одбор, туку се викаат одбор на директори. И сега јас сум главен извршен директор, има уште еден извршен директор и неизвршни директор. И сега според тоа има технички директори, има извршени, има неизвршени, така натаму и така натаму, и сега ќе речете вие директор има 20. Меѓутоа според статут така треба да гласи. А техничкиот работата на техничкиот директор е организација на тренинг, надпревар, карантин, патување, исхрана, тоа е тоа. Дали може јас да одговорам на претходното прашање и ново прашање? Пошто засегната беше школата, значи да нема недоумици. Значи координатор во школата Пионерско-младинска фудбалска школа на ФК Пелистер сум јас, Маријан Секуловски. Помошни координатор, чија шо улога е првенствено кон генерациите кои што играат во детска лига. Тоа се генерации родени во овој момент од 2013 до 2020. Ена Миле Димов. Миле Димов е фудбалер со најмногу настапи во Пелистер. Да. Миле Димов бил капитен на Пелистер во преку 200 утакмици. Миле Димов бил во Пелистер и кога немало пари, и кога немало струја, и кога немало вода. Кој од младинските тимови вие што ги предводите влезе во втора лига или сениорскиот? Која втора лига? Зошто ова не е пресконференција за школата? Или јас имам погрешен печаток? Прашањето ви е такво. Разговараме за тимот кој што од прва слезе во втора лига. Ама поставувате прашања за школата, за тоа. Не, поставуваме прашања за неуспехот и дебаклот во Кавадарци. Вие тоа што го споменавте беше дека сте на граница. Бевме второ, трето, после Вардар, после Шкендија, испаднавме. Да. Зошто тоа се случи? Испаднавме. Анализата е за сениорскиот тим и оваа пресконференција. За школата. Не е прашањето за школата. И цела пресконференција е за Прашањето ви за играта на играчите кои што беа вклучени во оваа сезона до сега. Прашањето ви беше за лице кој што е во школата. Добро, Така, дали имате други прашања или ако прашања имате други? Да, дозволете пак јас. Рековте дека имаше ревизорски простете. Рековте дека имавте ревизорски извештај во 2024 и 2025. Да. Што ви кажа ревизорскиот извештај од 2024? Од 2024? Она е Без да изразиме резерва во нашето мислење, посочуваме дека внимание на белешката 2.9 во финансиските извештаи кој што кажува дека датумот на билансна состојба друштвото има тековни обврски 13.216 надминуваат, значи дека има загуба од 1.653.000 денари. Тоа кажува, а во текот на 2024 година ФК Пелистер работеше во согласно со утврдените стратешки годишни цели на друштвото. Тоа го кажува.
Значи, плаќавте долгови во текот на 2025-та. Не, значи долгови се плаќани од 2021 па наваму. И сега знаете како еден долг го плаќаш или нов, еден долг, после тој го покриваш или нов, склучуваш договор за плаќање на рати. Знаете како оди тоа, така? Значи ние во една недела имавме превоз за прва екипа, имавме 2 превози за младинци, имавме карантин и не знам уште еден превоз. 5 превози имавме во една недела. Тоа сето со тендер го бирате? Да. Со тендер. Сите исплати што ги имаме над 60.000 денари се со тендер. Вклучително и за опрема. Други прашања? Повелете. Благодарам. Јас сум Никола Гаговски, советник во општина Битола од независната листа на Поинако. Ме интересира, нормално интересира и битолската спортска јавност, кој е директно одговорен за засилувањата во летниот преводен рок, кој ги донесе тие фудбалери кои што битолската јавност милува да ги нарече третокласни фудбалери од Србија. Тоа е едно прашање. Значи, со назначувањето на Димитар Капинковски за тренер, ние му дадовме целосна доверба тој да си бира играчи кои што сака, на кој што сака да му биде тренер. Мислевме дека тоа е правилно и така се постапи. Како што реков претходно, 7 играчи имавме со договор и уште мислам дека 15 или 20 беа од екипата на кој што договорите му истекуваат. Јас му дадов еден список, листа и му реков, овие играчи имаат договор, овие немаат. Кој од овие играчи сакаш да остане? Сите играчи што ми рече дека сака да остане, се договоривме со сите играчи. Околу засилувањата од странство, за тие дали се втора лига или трета лига или 10-та лига, не знам. Како се покажаја, видовме, меѓутоа има една друга работа. Тие имаја, како што кажа Мане, удел 11-то место, а за 2 месеци добија 18 бода. Тие беа истите играчи. Значи, ние не направивме измена во тој дел. Меѓутоа, она што вие го прашавте, тренерот, шефот на стручниот штаб, заедно со стручен штаб, значи 5 луѓе се таму, носеа одлуки кои играчи сакаат да бидат членови на клубот, нас ни дадоа список, со тие 20 играчи, од тие 20 играчи, сите што ни рекоја ги договоривме, што беа тука веќе, а од засилувањата, од 7 засилувања, ние донесовме 6 играчи. Не се договоривме само со еден. Истото го направивме кога дојде тренерот тој, Милан, и него му кажавме исто, кој од овие играчи, затоа што со сите странски играчи имавме подпишано договори дека доколку стручниот штаб, тренерот мисли дека треба да се заминат, можеме да го раскиниме договорот со 2 исплатени плати. Значи, направивме така, раскинавме договори со некои играчи, дојдеа други играчи. Се тука околу спортскиот дел толку можам да кажам јас. Можам да кажам дека се она што стручниот штаб ни го побара од нас, ние го овозможи. Ме интересира колкав е износот на плати за сите играчи и тренери оваа сезона и колку е вкупно потрошен. Со оглед на тоа што не знаеме за ни еден играч колкава месечна плата зема. Во договорите со играчите политика има дека не смеат да кажуваат колку земат плата, тоа се вика деловна политика на тајност. Меѓутоа можам да ви кажам дека
платата на играчите се движи од 26.046 денари до максимум 185.046 денари. Значи, најголемата плата е близу 3.000 евра. Такви плати има 2 или 3. Повеќето плати се движат од 1.000 до 2.000 евра. Околу останатите, ако сакате и тоа да ви кажеме, стручен штаб, освен шефот на стручниот штаб, останатите плати се движат од 37 до 45.000 евра. Во фудбал, во фудбалски клуб Пелистер, поголема плата не е исплатена, за разлика од другите спортови, кои што во моментот не сакам да ги купна месечна плата. Купна месечна плата е 3.040.000 денари. Зборувам за тренери, масери, доктори и така натаму. За сите. А само уште ова. Овие 3 милиони што ви кажав се заедно со придонеси.